24 отворено, добро вечер. Сиромаштијата е родител на револуцијата и родител на злосторот. Оваа мудра мисла на древниот учител Аристотел, пресликана во македонското секојдневие, е тажна приказна за блокадите, ниските страсти и политичката зла крв што врие овие денови. Наспроти тоа, бизнисот е блокиран, аграрот пред колапс, држава без влада, осакатена економија. Како да се откочат процесите? Дали идејата на Ахмети е решение? Груевски и Заев да седнат на иста маса. Ова како дел од корпусот политички решенија беше ставено во игра, но проблемите нема да се решат сами по себе. Денеска во отвореното студио на телевизија 24 и студенти, и земјоделци, и бизнисмени, и професори, и поранешни министри. До кога ќе издржи македонската економија? Дали политичкиот систем ќе ја урне државата на четврт век од независноста? Во новото студио на 24 отворено, на масата за панелисти од бизнисот доаѓаат Маријана Перковска од кластерот за текстил. Добро вечер и добро дојдовте во студиото на 24. Професорот од правниот факултет Борче Давидковски, со кого ќе расправаме за решенијата во политичкиот систем, ако постојат такви. Добро вечер. Добро вечер. Професорот Предраг Трпевски, инаку дел од поранешните влади, бевте во Министерството за финансии своевремено. Добро вечер, добре дојдовте во студиото. И Джевдет Хајредини, поранешен министер за финансии во една од постарите влади во почетокот на независноста на Македонија. Добро вечер и за вас. Перковска, велат, има и други држави што со месеци или со години не може да формираат влада, па сепак бизнисот врви. Кај нас тоа оди тешко. Зошто? Знаете како, кога постојат системи на функционирање, тогаш е многу едноставно и да немате влада ако постојат правила на игра или нешто што си тече по нештата, по склопот на нештата. За жал, ние не успеавме од осамостојувањето до денес да направиме еден таков систем. Јас за мене лично кажувам, секогаш велев, сакам да живеам во држава кај што буквално нема да ме интересира кој е премиер или кој ќе биде, ова е нормално во една ваква мала држава, тоа е невозможно, меѓутоа тоа значи дека работите ќе течат без разлика кој ќе дојде на власт. За жал, долго време, ние веќе овие 20 и повеќе години зборуваме постојано за политичка економија. Никако да седнеме и да почнеме да разговараме за економска политика, кај што економските законитости и економијата на државата, посебно стопанството и производството, ќе го добијат заслуженото место и ќе бидат двигатели на една држава. Ние некако целиот овој период се заглавивме во политики, во политички решенија, во економија која што исклучиво зависи од политичките партии. Тоа е еден процес кој што не е сега ништо ново, само можеби ќе се насмеете, се усовршува. Во смисол на тоа што во почетокот, во периодот кога станавме држава, не беше толку многу политиката навлезена во секој сегмент. Како одминуваа годините, така тоа се повеќе и повеќе се засилуваше. За жал, домашната економија во најголем дел од своето функционирање зависи од нарачките на државните институции. Како тие се партиски зависни, автоматски целата економија е партиски обоена. Особено што сега во овој период и тие нарачки, макар и партиски, макар и под притисок, се помалку ги има. Апсолутно, затоа што знаете како во период на транзиција, односно не е транзиција, него во период на промена на власта или владението, некако секој веќе, да не употребам збор, се плаши, меѓутоа се повеќе се води сметка што ќе се плаќа, што ќе се нарачува, тендерите кои знаеме сите како функционираат, како ќе се објавуваат, така да сето тоа
на некој начин доведува до кочење на целиот процес кој што е во нашава држава. Така да многу тешко, се потешко и потешко станува за работење. А со оглед на тоа дека ние сепак не можеме да се пофалиме со некоја многу јака економија, времето немаме многу време за исправка на грешките. Благодарам ти, поразговараме подробно за проблемите во реалниот бизнис сектор, што ги донесе оваа политичка криза која што трае без наповедов да видиме некаков излез. Давидковски, една општа оценка, гледате ли вие излез од овој политички ќорсокак за да може да се дозволи таа понатамошна деблокада на институциите? Па реално гледам, не гледам некој реален изглед дека нешто има некои реални шанси да се надмине оваа политичка криза. Оваа политичка криза по мене почна уште од црниот понеделник од 2012 година, од декември, и мислам дека премногу долго трае 5 години, кои што едноставно, како што и тука сега што е предмет на емисија, најповеќе ги погоди економијата, земјоделците, сите граѓаните на Македонија, сите ги погоди оваа криза. Мислам дека ние не создадовме диалог. Ние немаме, нашите политичари очигледно немаат политичка култура, нема политички диалог, нема разговор. Едноставно толку самобендисаност од сите, да некој да и позиција и опозиција и така натака, така што секој се закопани во своите ровови и сите и трпеовци изиграваат, гледате се во парламентот што се лакрдија што се прави, едноставно не гледам некоја светла точка или некоја врзовна точка каде што сите се колнат на народот, во име на народот, а фактички сите гледаат само своите лични интереси или партиските интереси. Ние, ако не направиме, а очигледно тешко ќе направиме, ние фактички имаме тотална блокада на системот. Ние немаме влада, немаме од пред 10 на 15 дена локална самоуправа, комплет, немаме ни градоначалници, ни единици на локална самоуправа, институции кои што не работат, комплет сите институции во системот застана, гледаме и судскиот систем застана, имаме каков таков еден председател на држава кој што уствари само тој има некој легитимитет, и имаме пораки од странство, од странски амбасадори, од странски авторитети кои што ни препорачуваат, седнете, разговарајте, најдете решение од кризата. Кога ќе речете самобендисаност на политичките елити, дали е таа параван за стравот од можните правни кривични процеси? Ма видите, тој е најнормална работа. Ние во оваа наша држава, 25 години имаме држава, никој не одговарал. Една елемент на демократија не е демократија повеќе партиски избори и кој само да се земе власта и своите партиски војници да ги у јавната администрација да ги вработат и со тоа да се заврши. Кој кај нас имаме реално да одговара за неквалитетно вршење на работата. За криминалот ја не зборувам. За неквалитетно, ми имаме сијасет министри. Сега дури имаме министри кои што се би рекло од забавиште излезени, што се министри со 22-3 години. Но за неквалитетно вршење на работите не одговара ани во Грција, да речеме. Ама не оставете Грција, ма видите Грција до кој дереџа дојдете. Зар ќе ни биде нас рекор Грција има 5 пати поголем бруто домашен производ од Македонија. Ама сакам тоа дереџа не може да биде оспоредено. Ние основните полуги на демократија, кои што е одговорност, секој кој што врши јавна функција, врши јавна власт, мора да одговара, да има отчетност, треба да даде отчет за тоа. Ако им ветел субвенции на луѓево, треба да им даде. Ако не им даде, зошто не им дал? Треба отчетност да се даде. Што е абецеда у демократијата. Ние тоа го немаме. Добра, тоа во делот на решенијата што ќе ги зборуваме во текот на емисијата. Трпевски, техничка влада се покажа дека тешко може да функционира. Овде на ова тло се чини дека први жртви на тоа се земјоделците. Барем она што можеме да го видиме како некаква највидлива состојба. Се должат огромни пари. Не ли смеат да се исплатат земјоделците? Од каде овој страв што се чувствува сега во Министерството за финансии да се направат тие исплати? Нема пари или постои страв да се исплатат? Вака, Владен, јас прво да направам една дистинкција сакам и мојот став не е дека
сите работи треба да ги ставиме во еден кош. Сите кризи што ја зафатиле нашата земја во текот на овие 25 години, вклучувајќи онаа 2001 година економска криза, сега зборувам. После кризата која што не задеси, после големата светска економска криза имавме повторна рецесија. Сепак мислам дека ова што во ваква состојба во која што се наоѓаме денес, ние можеби на почетокот од осамостојувањето и сега. Ваква тешка политичка, институционална и она што следува, што мислам дека ќе се случи во Република Македонија, економска криза, можеби ние не сме ни свесни за состојбата во која што се наоѓаме. Ние во моментов имаме, ќе ви одговорам на прашањето, ние во моментов имаме една влада, каде што ако се техничка влада, каде што ако се вратиме наназад, нема влада која што имала помалце економисти. Практично во оваа влада имаме само еден истурен економист, тој е министерот за финансии, кој што и самиот влегува во спин. И не знам, неговите изјави што ги слушаме, неговите потези, не кореспондираат со реалните економски текови. Добро, тоа е изнуден спин или смислен спин? Тој е министер. Значи, тој има одговорност. Значи, не е само да бидеш министер. Кога се нафатил да биде министер, тој вајда бил свесен што го очекува. Вајда бил свесен дека каде се движи државата, дека политичката криза веќе траеше кога тој стана министер. Добро, ако не бил тој ќе бил некој друг, така, значи личноста во моментов не е клучна. Не зборуваме за личноста, јас зборувам за позицијата министер сега. Субвенциите за земјоделците. Ме прашавте, Младен, дали има министерот страф и дали има одбојност од да потпише. Па ја префрлаа топката помеѓу министерот, директорот и си играат со да, дури побара мислење од антикорупцијската комисија која каже дека можат да слободно да ги поделат субвенциите, но како беше она за мислење не се оди во затвор. Така беше, професоре. Добро? Има многу мислење. Јас мислам дека лично министерот во овој момент нема пречка да ги исплати субвенциите. Зошто? Затоа што се тие предвидени во програмите, тие постојат, реално се. Заврши изборите, немаме влада, но се е завршено и стварена одлука дали он ќе го стави подписот и ќе ги... Добро, но законот вели дека техничка влада не може да подпишува, значи тоа е една... А што треба да правиме? Предпоставувам дека и професорот може во ова да се... Ама, еве вака, значи, техничка влада, според Пржинскиот договор се правните работи, вајде некој го советува и министерот. Но што ќе правиме ако не се формира влада година дена? Па да, за тоа зборувам. Значи, што правиме? Ако е министер во овој момент, тој треба да се понесе одговорност и да каже, да излезе да каже, јас ќе ги исплата субвенциите, да им ги исплати субвенциите на земјоделците и не знам после тоа, еве тука е професорот, од правен аспект. Техничка влада не може нови да земе нови програми, нови субвенции да вети. А ова веќе е завршено. Ова е завршено, си имат луѓето договори, само треба да се изврши реализацијата. Средствата били усвоени. Тука лончињата се измешани. Па ја не знам зашто па антикорупцијска е мешаат. Значи, секоја техничка влада, оно што е преземено, она треба што се обврски, тековни, таа мора да ги алиментира. Нови не треба да прави. Ние дури во услови на техничка влада правиме тендер за клинички центар од 100 милиона евра. И се задолжува. Тоа е проблемот кај тоа не треба. А ова што е старо, врз основа на програма, врз основа на договори склучени со земјоделци, нормално треба да се исплати. Хередини, кога во една држава како нашата постојано се двете страни се обвинуваат и се закануваат, овој ќе оди во затвор, оној ќе оди во затвор, се случува ли еден општен колективен страф, па дури и оние подсекретари, втори, трети, четврти ешелони во министерствата не сакаат да подпишуваат повеќе документи? Сте биле министер, го знаете тој процес на одлучување како оди? Па и од овој почеток наш, ова дебата овде, овие господа и господјата пред мене, а и вие,
поаѓаат од една предпоставка дека е нормално и дека се јавиле некои проблеми краткорочни. Земјоделци има овде. Тие не треба да бидат загрижени за тоа што уште месец дена или два не им се исплатуваат стасаните што ги имаат побарување. Уопште во Македонија не е тоа проблем и тие ќе преживеат и 3 месеци да не им плаќат субвенции за кои имат право, jer држава кога тога мора да ги плати. Ние сме сега исправени пред една друга, многу посериозна ситуација. Споредувате како било порано или како е во Грција, дали ќе биде Македонија како Грција. Не 5, Младен, пати повеќе. Грција има поголем општествен бруто продукт од збирот на сите бивши југословенски републики. Од Словенија до Македонија. Према тоа, кога зборуваме за кризи, не може да се спореди кризата во Грција и она во Македонија. Друг е во криза оној што паѓа во општествениот бруто продукт од 20 по глава на жител на 19, а друг е тој што има 9 па паѓа на 8. Случајот, моменталната состојба во Македонија, не моментална, мислам овие месеци, него овие 2 години, нити бил негде некогаш во историјата на планетата во некоја држава, нити е негде во светот. Македонија е соочена сега со дилемата дали политичките елити кои сега се борат за власт сакат, дошле пред состојба или ќе бидеме власт, или не мора да ја има Македонија, имаме и други решенија. Ова е сега во прашање, не дали министрите моментални таму, ако можат министри да се менуваат за една вечер, 10 министри и заменици и да доаѓат деца од 30 години, викнати од вулканизер, некој таму дојде, тој мислел дека го викат на работа, бил на список на партијата за се вработи, која му викат ќе бидеш ти министер, заменик министер. И се чуда. Така да, ова состојба, ние имаме време вечерва да ги илустрираме со други примери, нити била, нити ќе биде, да овој народ, во број, не знаеме ни колку сме, затоа што сме единствена земја во светот што не може да прави ни попис на населението. А после, бидејќи има земјоделци овде, ќе почнам од 2006 кога дојде до промена на власта. Проблеми има Македонија, никако не сме да се прави симетрија меѓу она што се случува последниве 10 години во Македонија и проблемите кои биле реални од 91, 2, 90-тите, па и првата деценија од овој век. Што е разликата сега? Разликата е квалитативна затоа што е во прашање опстанокот на државата. Така да сега никој не мисли да ова гарнитура што сега не треба да е на власт, а е, прво го изгубила парламентот. Зошто од една гарнитура на власт што е или не би зависело опстанокот на цела една држава? Затоа што тука има и народ, има институции. Во моментот сега овде државата е заложник на таа гарнитура партиска која ги држи полугите на власта во моментот и не дозволува да професионират институциите на системот и политичкиот систем да се тркала онака како што е практика во цел свет. Само овде тоа се случува. Добро, во нашето студио денеска се дел од земјоделците кои што имаат голем проблем со субвенциите. Тоа е најеклатантен проблем во моментов во државата, барем во делот на она што се нарекува реална економија. Скупно им должат околу 90 милиони евра, што е една вртоглава бројка за која што малку се зборува, а всушност треба многу да се каже.
Јас би замолил дел од земјоделците што сакаат да кажат нешто, да го земат микрофонот. Ете го микрофонот од таа страна. Да. Повелете. Фала. Повелете, добро вечер. Добро вечер. Представете се МО. Јас сум Сали Алија, доаѓам од Долно Количане, иначе сум член на управниот одбор на Сдруженијето на тутунопроизводителите на општина Студеничани. Добро, Алија, кажете ми, вие сте, видов пред малку горе во телевизијата, ми рековте дека реално немате земено, ви должат доста пари. За колкава сума станува збор? Сакаме вака поединечно да разглобиме за да видиме со што се соочува поединечно земјоделецот кај нас. Па вака, Младен, ние земјоделците се соочуваме со големи проблеми. Најголем проблем е сега на земјоделците што не се дава субвенциите. Сега им се најпотребни парите на земјоделците. За репроматеријали, за нафта, за семени материјали. Значи, во овој момент, а имаме едно прашање до гостиве, до економистиве, зашто? Ќе ги прашаме гостите, прво сакам вас малку да ве прашам. Сега е во тек есенската сејдба? Да. Во време кога би се потребни рекоматеријали. Пролетна, се извинувам, точно. Вие ги немате доволно средства за да може да си ги набавите. Ај малку попластично, колку пари ви фалат за тоа да го направите? Па, вака, колку парите никогаш не се доста. Значи, пари треба на земјоделецот. Му треба пари за семени производи, му треба пари за нафта, му треба пари за вештачко ѓубре, му треба многу пари на земјоделците, заштитни средства, а најголемиот проблем што ги нема земјоделецот. И не само што ги нема, него заостануваат сите работи на земјоделците сега. Нема пари за да купи семени, нема да посее ни пролетни сејдби и заостануваат земјоделецот се наоѓа во таква ситуација што е стварно за размислување. Ова сега вие зборувате не само за вас како тутунопроизводител, туку зборувате општо за сите земјоделци кои што во тек на оваа пролетна сејдба се соочуваат со овој недостиг, да. Да, тоа веројатно ќе се одрази понатаму и во родот, во квалитетот на родот. Апсолутно се одразува, бидејќи немаат пари стварно земјоделците. Значи, фактички ќе се најдат во една финансиска криза, ќе немаат што да посеат, ќе немаат што да продадат на пазарот и ќе немаат за екзистенција. Проблемот што ќе немаат да екзистираат луѓето. Тука е најголемиот проблем. И затоа сега оваа влада во заминување, ја мислам дека тешко дека овој проблем ќе го реши на земјоделци. Добро, додека се спреми линкот, бидејќи во студио не можеа да дојдат дел од земјоделците од внатрешноста, кои што беа под притисок на невремето и ни рекоа дека мора да бидат во близина на своите посеви и во близина на пластениците. Ќе ве молам, сакавте да поставите прашање до дел од нашите гости. Прашање до гостиве. Вие како економисти, што мислите, зашто сега не се исплаќаат субвенциите? Дали е проблемот во парите, ако ги има, зашто, дали има страв министерот за финансии да го потпише тоа? Или едно подпрашање, кога би било еден од вас сега во Министерството за финансии, дали ќе дозволите и ќе потпишете за исплата на субвенциите на земјоделците? Ја да бев министр сега, ова состојба не ќе беше ваква. Прво. Ова состојба не е случајна сега, што е создадена, таа се има една историја. Ние знаеме како се исплатувале последниве години и кога се исплатувале субвенциите на земјоделците. Се исплатувале, прво беа измислени избори, секоја втора година избори. Пред изборите се плаќаше интензивно, после се намалува. Се беше во функција и земјоделците, како и сите други слоеви на населението, во функција на гласови. Во ваше време, господине Харедини, воопшто немаше ни субвенции, па тоа е еден од гребовите што се зема на таа влада. Како немаше инвестиции, секогаш имало субвенции. Субвенции имаше многу малку во тоа време. Откад не е точно. Имало све и никакви проблеми немало. За која година зборувате се? Од 92-та, 3-та, 4-та, 5-та, сите. Секогаш имало субвенции.
Колку беа субвенциите? Па сега не можам ја на памет од тога, али имало субвенции. Како за леп, за многу работи имало субвенции. Меѓутоа, не сме били ориентирани целокупната скапа и жестока државна и владина партиска пропаганда да го замараме народот дека ние како влада даваме, ние донираме, премиерот е тој што дава, премиерот е тој што не дава. Тоа на памет не ни паднало. Него све си одело нормално, како луѓе. Па ова е све било, не само субвенциите. Така да кажете, ова е сега се во функција на пропагандата што се прави. Еве, после повеќе ќе зборувам, али пример. 2006 кога ова партија ги доби изборите. Во септември отиде премиерот во Свети Николе. Знаејќи ги резултатите од изборите, каде се гласало и кој колку, која партија добила, и на земјоделците им вети септември, водите сметка, 400 евра за купување на земјоделска механизација. Буквално не е ова. Во септември земјоделците имаат макап, освен семејни материјали, огревот, зимницата и со 400 евра не се купува механизација. Ова лажење на одделни слоеви на населението, тога и почна. После продолжи првите 2 години дека ќе се бавим исклучиво со економија, мораториум за сите други проблеми, меѓунационални, етнички и така, за да дојдеме денеска да ништо друго не се спомнува освен нацијата, унитарноста и така. Задржете си мислата, одиме со линк со живо вклучување во Струмица, каде се наоѓа нашиот Ване Трајков, кој во разговор со дел од земјоделците ќе ни ја објасни директно ситуацијата од терен, како би можеле понатаму да продолжиме со дебатата. Ване, дали се слушаме? Така е, Младен, се слушаме од Струмичко Василево, се наоѓаме покрај пластениците на Ристо Велков, земјоделец од Струмичко Василево, воедно и прв човек на Сојузот на синдикати на земјоделски производители. Тие, освен што се содруваат со ниските температури, кои што дополнително им предизвикува високи трошоци за зачување на земјоделското производство, едноставно не можат да најдат крај, бидејќи паралелно и нема добиено субвенции. Господине Велков, еве се наоѓаме, вие дежурате буквално овде покрај пластениците, бидејќи ниски температури има, сакате на некој начин да го зачувате, односно да го задржите започнатото земјоделско производство. Дали сте изложени на дополнителни трошоци? Па најнапред добро вечер до гледачите на ТВ24 Вести и до присутните во студиото. Како што рековте, деновиве, еве посебно оваа вечер имаме малку, за разлика од претходните денови, доста пониска температура што мислам дека во текот на развојот на самите култури, бидејќи станува за типично градинарски култури, мислам дека ќе покажат некои карактеристики дали во квалитетот на производите подоцна или во самиот развој на одредени култури. Мислам дека посебно кај оние земјоделски производители кои нема да преземат соодветни мерки за амортизација на температурата, мислам дека во текот на подоцнешниот развој на културите, дали во приносите, дали во квалитетот, сепак мислам дека ќе дојде до пореметување. Меѓутоа да се надеваме дека нема температурата да падне пониску отколку што ја имаме сега. Тоа значи дека можно е земјоделското производство да биде оскудено од овие ниски температури, но вие дали ги зголемивте трошоците за самото производство, имајќи во предвид дека се уште ги немате добиено субвенциите од државата за 2016 па и 2015, а паралелно паѓаат и откупните цени на зеленчукот во моментот во Струмичко. Да, сите оние земјоделски производители кои што имаат соодветни услови, тоест производуваат под контролирани услови, мислам дека ќе бидат изложени оваа вечер на зголемени трошоци кои што ќе влијаат во конечната цена на самото чинење на самите производи, бидејќи ќе мораат да вклучуваат дополнителни напори, тоест да обезбедат температура за развој на културите, што се наоѓаат во самите пластеници. Инаку, како што рековте,
Студено е ова вечер во Василево, ево каде што се наоѓа, меѓутоа уште постудено е во срцата кај нашите земјоделски производители, поготово кај раноградинарите по сето она што се случува во последните денови. Имено драстично паѓа цената на раноградинарски, на првите градинарски производи кои стаса на пазарите, така да зелката од 40 на денари пред 10 до 15 дена, еве денеска падна на 8 денари, цена која што неоддалеку не може да ги покрие ниту основните трошци за самото производство. Сведоци сме по пазарите дека се нуди по 15 денари првата краставица. Цена, пак ја потенцирам дека и на овој производ е далеку од самата цена на чинење на производство, така да мислам ако не се превземат некои соодветни мерки нашиот земјоделски производител и оваа година како резултат на ниските цени, мислам, ќе оди во негатива, т.е. ќе има негативен биланс во самиот циклус на производството. Велков, дали се чувствувате изманипулирани од тоа што постојано ви се ветуваат исплата на субвенциите од минатата и 2015 година? Дали се чувствувате изманипулирани од државата, односно од власта? Па, ние, како што знаете, уште пред месец дена, па и повеќе зборувавме дека според податиците од теренот што ги имаме, има неисплатени субвенции за 2015, за дел на земјоделските производители од 2014 година. За жал, најмногу боли манипулацијата што се случи последните 20 на дена откако надлежните излегоа и рекоа дека првите средства на база субвенционирање во земјоделието на нашиот земјоделски производител веќе се префрлили. Меѓутоа, еве веќе и 20 дена од првото обеќање дека се исплатени првите средства на база субвенционирање. Според сите податци од теренот, не само кај растително, туку и кај животинското производство, нашиот земјоделски производител не ги добил овие средства. Меѓутоа, уште повеќе боли самата манипулација што се води спрема нас земјоделските производители, затоа што според сето она што се случуваше во последните денови, од една страна министерот за земјоделие вели дека сите средства 90 милиона евра за субвенционирање во 2016 година ќе ги добијат нашите земјоделски производители. Од друга страна манипулација од страна на тоа што случуваше во директорот на инспекторатот. Знаеме дека за краток временски период се сменја тројца директори. За жал, кулминацијата да стигне деновиве кога министерот за финансии воопшто не потпишал никакви средства на база субвенционирање на нашите земјоделски производители. Колку немањето нова влада се рефлектира негативно врз аграрот, односно врз земјоделското производство. Вие неодамна кажавте, немаме нова влада, но имаме министри кои што ги обавуваат останатите своји должности. Па сето она што се случува во државата од сферата на финансирањето, мислам дека не постоја и според законските регулативи што ги имаме и кај изборниот закон, и кај законот за земјоделие и рурален развој, поготово мораме и го потенцираме секој член 61 став 2 кој вели дека субвенциите мора да бидат исплатени до крајот на текувната година, што значи 31 декември 2016 година веќе требаше нашиот земјоделски производител на база по површина и по грло да ги добие субвенциите, меѓутоа нема ниту денар добиено. Освен кај оние земјоделски производители кои што аплицираат на база на килограм и литар, тие ги добиваат до 30 јуни наредната година. Меѓутоа мораме да кажеме да мора да загрижува податокот и сето она што се случува околу субвенционирањето, бидејќи веќе сме, можеме да кажеме, во втората половина на април месец, а веќе се уште не станува збор, нема никакви информации дека ќе почне апликацијата за 2017 година, период во кој што неминовно е нашиот земјоделски производител да ја достави својата документација, но според сето она што се случува, тешко дека во наредниот период ќе се случи тоа. Меѓутоа пак ќе се вратам на вашето прашање. Мислам дека не постојат никакви пречки за исплаќање на субвенциите на нашиот земјоделски производител, освен за недомаќинското трошење на финансиските средства, и мислам дека нема никакви средства во буџетот за финансии во сферата за исплата на субвенционирање кај нашиот земјоделски производител. Благодарам, Велков. Младен, тоа беше вклучувањето од Струмичко Василево, каде што земјоделците дежураат едноставно покрај своите пластеници да го заштитат земјоделското производство од ниските температури и покрај тоа што нема се уште добиено субвенции како државна помош, односно како помош од државата за 2016 и 2015 година. Доколку имате прашања, повелете. Да, ти благодарам на тебе и на твојот соговорник. Исцрпно не информиравте за проблемите. Перковска,
ова што го слушаме се реални проблеми кои што се во делот на агросекторот. Претпоставувам дека и во бизнис секторот постојат слични многу ситуации кои што треба да ги дообјасниме, а потоа ќе одиме и до Министерството за финансии да видиме таму што се случува. Вака сега, пред се, пошто ние како текстилна индустрија, на некој начин сме исто трудоинтензивна и имаме проблеми кои што за жал па воопшто нема никаков слух. Значи на некој начин земјоделците се во некоја предност што барем се ставени во некоја програма кај што ќе бидат поддржувани. Ниеден друг сегмент од производството ги нема тие бенефиции. Може би сега јас малце ќе бидам груба кога ќе кажам дека да, субвенции треба, меѓутоа колку, како и на кој начин. Ние сме од една страна, ќе ми простат гостите, меѓутоа ако веќе зборуваме за економска оправданост и ако зборуваме за некои законитости и она што треба да не извлече, тогаш за сите овие години, мислам дека тоа се некои 3-4 години, последните минатата година во една прилика беше кажано дека за 2016, мислам беа планирани околу 130 милиони евра поддршка за земјоделието и ние тогаш како текстилен кластер рековме па зашто текстилот воопшто да нема никакви субвенции ако станува збор за извоз кој што е негдека пола милиарда. Зошто спомнав треба да има некоја, како што рече професорот, отчетност, односно треба да има анализа кои се ефектите од сите тие субвенции. Далеку од тоа да не ме сватат погрешно дека не треба да има поддршка. Да, но сега тоа е мислам малку друга тема од она што сега ние. Јасно, меѓутоа субвенциите дали треба или тоа е цела една емисија може да. Прашањето сакам да се надоврзам кога за економските ефекти мое мислење дека нема ни доволно средства во буџетот. Дали е сака министерот или не сака 90 милиони евра, кога ние имаме, сите знаеме податок, секој месец имаме задолжување за да се исплатат пензиите, секако дека тоа не е мал износ. За да не се дојде во една таква ситуација, треба сето она што се рачуна како субвенција и да се, значи треба да има економска оправданост и одржливост. Мислите дека дојдовме во момент кога сплет на едни политики доаѓа до ситуација на моментален крах? Па не сме далеку од тоа, затоа што од една страна е блокадата, политичката блокада, меѓутоа од друга страна е реалната состојба, реалниот недостаток на финансиски средства, реалното закочување на финансиските текови во државата. Трпевски ги следите вие извршувањата на буџетот повремено и тие мислите ли дека има доволно пари во буџетот, со оглед на тоа што задолжувањата се извршени, тие идат редовно и секоја недела или на секои 2 недели онака како што е предвидено според календарот на Министерството за финансии, што значи пари би требало да има. Види вака, Младен, проблемите се многу покомплексни отколку ова што ние го дискутираме тука. Во моментов во Македонија нема внатрешен економски потенцијал за да се обезбеди барем минимална стапка на пораст на општествениот производ во иднина. Нема минимален потенцијал во оваа ситуација во која што се наоѓаме денес да се охрабри еден инвеститор да инвестира, да отвори ново работно место. Потенцијал да се произведе, да се направи промет, од тој промет да се наплатат даноци, да се оствари доход, да се наплатат од тој доход даноци, така натаму и така натаму. Значи, ова се врзани садови. Едно со друго е поврзано. Не може работите да ги гледаме парцијално и одвоено. Ова не го зборувам на памет. Ако гледаме што се случува во Република Македонија во изминатиот период, ќе видиме дека има пад на индустриското производство во неколку месеци нанасад. Градежништвото, кое што беше сектор кој што генерираше раст, во последниот период има драстично намалување. Се базираше пред на јавните инвестиции, градежништвото. Повторно од буџетот. Да. Значи повторно од буџетот, дотолку полошо ќе биде во наредниот период, доколку има фирми кои што треба да се наплатат од
од буџетот. Понатамо се направија проекции и целиот буџет е проектиран врз основа на некоја проекција за раст на бруто домашниот производ од 3%, 3,4% мислам дека беше проекцијата, што во вакви услови во кои што се наоѓаме денес нема шанси да се постигне. Релевантни меѓународни институции направија корекција на таа проектирана стапка на раст на околу 2,6%, но и таа корекција базира под предпоставка дека ние наредниот месец ќе имаме влада. И дека понатамо работите ќе се канализираат. Тоа е многу дискутабилно. Да. Имајќи ги предвид овие параметри кои што ви ги кажав и кои што се официјални, ги има Државниот завод за статистика, многу е известно ние да влеземе во рецесија. И мислам дека ако ова продолжи вака уште кој месец, тоа ќе се случи. Тоа е неизбежно. Добро, задржате се извршувањето на буџетот, тогаш ќе видиме како така. Задржате се мислите, одиме пред Министерството за финансии, таму е нашата Наташа Стојановска. Ние денеска се обидовме да добиеме одговори во Министерството за финансии. Се вклучуваме во живо. Наташа, кои се најновите информации од таму и на што се должи практично оваа ситуација? Земјоделците останаа без пари, иако имаше заклучок и од владата и од Министерството за земјоделство, подпишани се сите акти кои што треба да бидат донесени за да може да се исплатат парите, освен клучниот исплата на пари од буџетот. Да, Младен, подпишани се сите акти, како што велиш, но тие акти не се доволни за одговорните лица во Министерството за финансии да стават подпис за исплатата да може да биде реализирана, бидејќи изборниот законник предвидува дека исплатата на земјоделските субвенции не може да се изврши се до формирање на влада која во моментов не е формирана. И покрај тоа што антикорупцијската комисија испрати мислење со кое што вели дека исплатата на субвенциите може да се реализира, тоа не е доволно за одговорните во Министерството за финансии кои што треба да го стават подписот, бидејќи не се сигурни дека антикорупцијската комисија таа може само да толкува, не може да ги толкува, може да дава мислење само, а не и да ги толкува законите, потука е и нивната несигурност да извршат исплата на земјоделските субвенции. Во обид да видиме каква е оваа дилема и дали е оправдана дилемата на одговорните во Министерството за финансии, јас пред малку зборував и со председателот на антикорупцијската комисија. Тој вели, останувам на својот став дека субвенциите може и треба да се исплаќаат, меѓутоа во обид да дознаеме дали тоа мислење кое што го испратиле до надлежните може да биде гаранција за оние кои што треба да го стават подписот дека утре или во иднина некој нема да одговара доколку ги исплати субвенциите, дека го прекршил изборниот законник. Првиот човек на антикорупцијската комисија едноставно вели дека тој тоа не може да го гарантира, дека не знае утре како би постапила и како би толкувала закон некоја од институциите, што значи дека не може да биде гаранција тоа нивно мислење испратено до надлежните и до вработените во Министерството за финансии. Она што може би ја прави забуната е тоа што првиот човек на платежната агенција ги подпишува налозите за исплата на субвенциите, меѓутоа тој само ги подпишува налозите кои што потоа доаѓаат во Министерството за финансии и од тука треба да биде ставен практично последниот подпис за парите да легнат на сметките на земјоделците, па затоа и одговорните во Министерството за финансии сметаат дека одговорноста цела во иднина би била нивна и не се осудуваат, барем за сега не се осудуваат да ја извршат исплатата на земјоделските субвенции. Секако за сите овие мислења, за сите овие дилеми се обидовме да добиеме одговори од министерот за финансии, не само денеска, туку и изминатите 2 недели, меѓутоа оттаму нема никаков повратен одговор како би се решил овој проблем со исплатата на земјоделските субвенции. Министерот за финансии Кирил Миновски е на службен пат и не е во државата, но не одговараше ниту кога беше во државава. Исто така
вечерва се обидовме да стапиме во контакт и со заменик министерот за финансии Беадини, кој од редовите на ДУИ, меѓутоа ниту тој не одговори на нашите повици. Според информациите кои што ги имаме, министерот за земјоделство Михаил Цветков и министерот за финансии Кирил Миновски се обиделе да го решат проблемот, иако Миновски ветил дека ќе бидат исплатени субвенциите, сепак очигледно дека не успеал да ги убеди одговорните во Министерството за финансии да го стават подписот и парите да легнат на сметките на земјоделците. Она што знаеме дека министерот за финансии се враќа во понеделник, за кога и министерот за земјоделство Михаил Цветков најави дека повторно ќе се сретне со него за да види дали како ќе може да се реши овој проблем со исплатата на субвенциите. Таа е заглавена веќе неколку месеци и првично беше проблем изборниот законник кој што нели не дозволува исплата на субвенции додека не се формира нова влада. Потоа следуваа и оние оставки и разрешување на директорите за кои што сега се толкува дека токму подпишувањето на налозите и исплатата на субвенциите може би биле причина за тие смени кои што се случува во платежната агенција. Младен? Наташа Стојановска од пред Министерството за финансии, каде се обидовме да добиеме дел од одговорите, иако тоа во овие денови е навистина тешко, па нека го свати ова министерот Миновски како еден повик дека треба во наредниот ден да покаже малку повеќе отчетност, не само кон медиумите, туку кон јавноста, за тоа што се случува во неговиот ресор, особено со оглед на тоа што овде загатнавме многу теми, особено оваа која што нашите уважени економисти ја загатнаа, дека македонската економија полека се движи кон една рецесија. Харедини? Не загатнавме битните работи си пред, затоа бара брзо да не заборавам, ја заборавам повеќе сега. Рековте заменикот поранешен каква е состојбата во Министерството за финансии. Сакам гледачите на и присутните граѓани овде да ги информирам и да повторам. Камо среќа да е проблем состојбата моментална со забраната што произлегува од законот за изборниот законник. Ќе чекате вие за тоа. Проблемот е што не е тоа дали има пари. Во оваа држава ви тврдам неодговорно, а имам и докази дека тоа и во сите извештаите за напредокот на Македонија се констатира дека во Македонија немало воопшто последните години буџетска, финансиска транспарентност. Тој се подцртува. Добро, вие сакате да кажете дека проблемот е многу подлабок од овие што од земјоделците што треба да почекаат уште месец-два, дека нема пари. Не ќе има пари во jer буџетот е во никој никогаш не знае каква е состојбата со парите во буџетот на Македонија. Не сега, не овие денови, не ова влада. Ние, да ве подсетам, министерот за финансии, главниот што беше со години таму, рече во разговор, го слушнавме со наши уши, дека ние ќе одиме сите во затвор ако продолжиме вака. Ние сме лудаци, ние имаме човек кој нас ни наредува да плаќаме тоа што не треба да плаќаме, спротивно на закон, без тендер и така на. Не било до тога никогаш проблем тие пари од за земјоделците и така натаму. И сега ја спомнувате комисијата за антикорупцијската, па луѓе, знаете што пишува во извештајот на групата на Прибе? Ги опишува сите проблеми што се во државата и на крај кога спомнува комисијата антикорупцијска, вика за неја треба посебен извештај. И ни еден збор не кажа. Воопшто не постои. Таква нити постоела 10 години. Таа нема ни еден случај за што е основана. Ни еден случај нема 10 години да и антикорупцијски скандал откриено. Сега се нашла таа да биде фактор
председателот да рече ја немам против. Па како, кој го прашува него дали е он против или за исплата на ова? Не е тој ни фактор за тоа. Значи, проблемите се овој падот на градежништво и индустрија. Сега предстои пад на вкупниот, стапката на растот. Таа ако 3 месеци едно по друго паѓа, тога е веќе рецесија. Меѓутоа, ние имаме последиците од рецесијата, че ги чувствуваат сите. Никој не знае во оваа држава колку се обврските. Тие ќе се откријат кога ова власт нема да биде власт. До тога и никој, ама знаеме дека се многу, ама не колку. Овде се граѓаните лажени, се сеќавате пред неколку години, кога се тврдеше дека државата не должи никому на домашните компании. И лично сум бил, ти си бил во еден. Сум тврдел дека должи 500-600 милиона, па има полемики со владата, па излага да ме демантират и така натаму. На крај отиде премиерот, ги собра сите бизнисмени и рече дека утврди дека стварно должи 500-600 милиона, нема плаќање кој сака идната година. Ова е водена, ова држава е водена арбитрарно, е водена со не се водило сметка ни за закон, ни за морал. Така да не чуди, ова мора да заврши прво, ќе заврши, јас сум рекол, да срамно е во тек срамниот крај. А дали ќе биде драматичен, дали ќе биде трагичен, наскоро ќе видим. Перковска, каква е сега состојбата во однос на долгувањето од буџетот кон вашиот сектор, ако не можеме да зборуваме за другите? Вие самите рековте во држава во која што 700-800 милиони евра годишно се вртат во јавни набавки, кога имате една ваква криза, ситуацијата станува драматична. Знаете што, ние сме некако од текстилот е изоставен од тие јавни набавки деломно, затоа што целосно е ориентиран извозно и тоа, знаете, лон производство има негде околу 5 до 7%. Добро, но има набавки во медицинските установи во... Да, меѓутоа, па не знам дали секогаш оди тоа преку нашите компании. Често пати, знаат тоа и со странски, во зависност може да биде трговска компанија, имаме една членка која што доскоро беше добавувач, не би сакала да ја споменувам заради нивно барање. Минатата година, они како домашен производител се изоставени од тендерските набавки, земен е производител кој што е од надвор. Во тој дел, затоа сосема во рете што колегите кажуваат дека навистина има многу проблеми кои што ако почнеме овдека да ги разглобуваме, ќе се заплеткаме, нема да можеме ни да го кажеме тоа што имаме да го кажеме. Како што спомнав, текстилот е некако иземен од овие јавни набавки, токму поради тоа. Претежно е ориентиран извозно. Во таа извозна ориентација, каде што најголем дел од производителите имаат лон, па имаат ослободување, не се толку директно, не е голем број на компаниите кои се директно поврзани со повратот на ДДВ. Тоа е најповеќе актуелно. Меѓутоа, оние компании кои што произведуваат собствен производ или се директни извозници, да, таму има каснења, иако ние како кластер често пати имавме и дебати со Министерството за финансии, кај што не убедуваат дека нема каснења, дека се исплаќа, меѓутоа и тука се одредени техники на работење, кога ќе кажете ви сега, ако отидете ќе речат нема ништо за плаќање. Затоа што навистина нема налози кои што чекаат во Трезор, бидејќи налозите се чуваат во другите институции додека стигнат до Трезор. И кога ќе го земете периодот за побарувањето до враќањето, тогаш се повеќе од 70 и од 90 дена. Во една економија кај што се потребни живи пари секогаш, најтешко е од производството да ги задржувате, односно обратно во сите нормални држави, пошто веќе и констатиравме колку е нашата држава нормална, државата е таа која што го поддржува производството, кај нас обратно. Стопанските субјекти ја финансираат државата и тоа многу го пореметува
ние цело време зборуваме за обстојување. Јас овдека не слушнав збор за развој. Значи, не слушнавме збор како да нешто друго поставиме. Преска слушнавме 2%, 1 евро од 20 и 1 евро од 7 е многу голема разлика. Ние зборуваме за економски раст. 2,5-3,5%. Од кој старт? Мислам, има тука многу работи кои што вака тешко може да се доловат. Меѓутоа, во суштина, основен проблем кој што ние го имаме целиот овој период е што прво немаме осет за производството, тука го ставам и земјоделието, и градежништвото и се. Секогаш тоа е нешто извор за извлекување и испомпување на пари, а никогаш нешто што треба да представува развој на една држава. Давидковски, актуелниот политички миг може дополнително да биде закомплициран со една друга ситуација. Тоа е истекувањето на мандатот на градоначалниците и на локалните самоуправи, што дополнително ќе се одрази врз сето ова што го збориме ние во реалната економија. Тој со едно толкување беше продолжен до 17 мај месечини, а сега имаме една иницијатива пред Уставен суд за неограничено да се продолжи мандатот. Како го толкувате овој корпус на прашање во делот на политиката? Ова е уште еден од серијалот на кршење на уставот и на законите. Јас реков дека нашиот устав како решето го направивме и кој како најде гледа како да не се пременува. Прво, факт е дека на градоначалниците и на членовите на советите, освен, мислам, градоначалникот на Центар, веќе 3 пати, 100 пати се прегласуваше, тој има мандат тамо негде до мај, јуни. Сите останати немаат мандат, не смеат да подпишуваат, тоа да се разберем. У Законот за локална самоуправа е фиксиран. Што не смеат да подпишуваат? Што? Ништо. Они немаат мандат. Дозвола за градба не може да... Ама не може како човек без мандат. Што ќе подпишува? Не е градоначалник. Не е градоначалник. Они менуваат, гледате, 5-3 дена урбанистички план аеродром се менува. Како може да менува совет кој што има истечен мандат? Тоа е еклатантно кршење на законот. И сега што? Министерството за правда и Министерството за локална самоуправа со ЗЕЛС се договориле со мислење, толкување, кај нас се знае тоа на нашиве студенти абецеда, дека едино надлежен за толкување на закони е собрани. Како може Министерство да толкува закони, извршен орган, и мандатот на постоечките е до 15 мај. Значи, он со едно мислење го продолжуваат, незаконско. Да биде трагедијата уште поголема, вчера истите тие, ЗЕЛС, покренува постапка пред Уставен суд со тоа што тие 2 члена, кои што го ограничуваат мандатот на 4 години, на закон што се носи со двотретинско мнозинство, Уставниот суд да ги укине. Уставниот суд цени неусогласеност на закон со Устав или друг закон, а не во конкретниот случај, Уставниот суд ако реагира, тогаш он ќе се јави како извор на право. Он ќе го продолжи мандатот на постоечките ако го укине мандатот од 4 години. Што е нонсенс, тоа е скандал. Нешто невидено, у ниедна демократија не може. Уставниот суд е чувар... Уставниот суд сега може да стане и народ, и Чадиковски, премиер, и председател, и све. Уставниот суд е чувар на уставноста во државата, а не е извор на право. Ако Законот за локална самоуправа донесен од 2002, доколку има одредби што се спротивни на Устав или на други закони, тогаш Уставниот суд може да го поништи или укине. Но сега А кој би можел да го даде тогаш тоа мислење? Собранието може да направи едно само собранието може со двотретинско мнозинство да го измени законот за локална самоуправа, каде што ќе рече во овакви ситуации мандатот на постоечките градоначалници и членовите на советот може да се продолжи до наредните избори. Само собрание и тоа само со измена на закон, повторам, со двотретинско мнозинство. Ние станавме махери да земеме да го пропустуваме преку изборниот закон уште во 2004, а ова последно во 2014 измена, ние наместо во март да беа изборите, бидејќи во март и беа 4 години, затоа реков им истечен мандат, го продолжија до првата половина на
на мај, со изборниот закон. Ама изборниот закон се носи со 60, со просто мнозинство. А вие менувате закон, дерогирате закон што се носи со двотретинско мнозинство. Као со изборниот закон да го дерогирате уставот. Една компарација. Значи, сега се покренува дубиозна ситуација. Пред Уставен суд да нешто што е мандат 4 години да се укине со цел да има no limit. И сега, например, ние кои што сме тргнале меракли, влада, техничка влада може да трае уште година, 2, 3, 5. И овие градоначалници уште 10 години и постоечките градоначалници и совети да им продолжиме мандат. По оваа логика може утре Уставниот суд да не избере и премиер? Ако се поднесе иницијатива за тоа. Па нели имаше една изјава, да не кажам небулозна, демек доколку парламентот се состане, избере влада без мандат, тогаш Уставниот суд ќе го поништи изборот на владата, бидејќи не добила мандат. А самиот тој Уставен суд, да си погледне у тефтерите, ќе види 92 година има пресуда, односно решение, со кое што од 92 година самото ВМРО кога покрена постапка, бидејќи тогашниот председател не му дал мандат на еден, дал на друг, кога констатира, вика, ние не сме надлежни, бидејќи давањето на мандат е действие, не е акт. И спрема тоа Уставниот суд уопште не сме да расправа. Але кај нас прва работа што направи председател, го викна председателот на Уставниот суд на консултација. Зашто да го консултира председателот на Уставен суд? А мандавањето, да се разбереме, фетиш се направи од давање мандат. Тоа е действие. Дали го дал, не го дал. Мандатот го има оној кој што има мнозинство. Чим има мнозинство, тој прави влада и точка. Тоа е абецеда у демократија. Ја не знам што правиме нешто, комплицираме работи од тотално јасна работа. Добро, очигледно овде станува збор за политичка волја, односно неволја да се додели мандат. И тоа е многу јасно и честно да се каже. Со можните излезни решенија од оваа криза продолжуваме веднаш после рекламите и значи се враќаме во студиото за 2 минути. Останете со нас. Во студиото на 24 отворено дебатираме со нашите гости Перковска, Давидковски, Трпевски и Хајредини на тема блокада на институции, блокада на економијата, дали кои се можните решенија да се излезе од оваа ситуација. Во нашето студио се разбира, освен панелистите, се и гости, тоа се земјоделци, повеќе мина земјоделци, дојдени од околината на Скопје, но и студенти од економскиот факултет во Скопје, кои што ги вклучуваме традиционално во овој дел од емисијата со своите прашања за тоа што би сакале да дознаат. Добро вечер, да, повелете, представете се. Од мене, доаѓам од економскиот факултет во Скопје. Имам едно прашање до моите ценети професори. Сведоци сме дека оваа криза започна прво како политичка криза, па се преде на неефикасност на институциите, институционална криза. Во последните денови таа слегува до локалната самоуправа и економскиот систем ги трпи сите овие последици. Знаеме дека релациите се директни и не смее да се гледаат изолирано. Па како и дали економскиот систем се уште има сила, оној внатрешен механизам да ги пребегне овие проблеми кои се дешаваат, кои се случуваат во институционалната сфера, а гледаме дека и неговите карики полека шкрипат, субвенциите каснат, па тоа се пренесува директно до граѓаните кои се фактори на развојот. Тие треба да ја покренат потрошувачката. Добро, за кого е наменато прашањето? За професорот Трпевски, претпоставувам? Може, да. Професорот Трпевски, може и професорот Давидковски. И Давидковски. Колку се врзани овие два подсистема? Ја многу пократко, колегата Трпевски повеќе, пошто он е економиста. Значи, ние факт е дека, во право сте вие, дека веќе ви имаме и уставна институционална криза. За жал не успеавме институциите во државата, не успеавме да имаат самоодрживост, сами да работат без разлика која политичка гарнитура е на власт. И тука затоа падна системот кај нас. Системот паѓа затоа што сега не дај Боже нешто да има, ако не каже некој да иде полиција да интервенира, полиција нема да интервенира. Ако некој не каже да се платат субвенциите, нема да се платат субвенциите. А во сите демократски земји институциите си и без разлика
Дали има влада? У Белгија година дена нема влада, па ко швајцарски саат функционира белгиската држава. Значи, направивме, толку ги партизиравме сите институции, да најповеќе се огледа на остварување на човековите права. Економијата е еден сегмент, по мене е многу битен сегмент, но луѓево сега се стави у ситуација и гледате тотална блокада, идете во локална самоуправа, идете во министерство, никој не работи ништо, никој не ќе да подпишува. Мора таа институција, тие се вработени таму, имаат статус на административни работници, тие имаат право на подпис. Тие мора, животот иде понатака, без разлика дали министерот е у Америка или у Тунгузија да отиде. Тоа мора да функционира Министерството за финанси. Тоа е кај нас лошото што додовме до оваа ситуација, да имаме цел колапс на институциите. Сите институции. Гледате, ние за едни обични снимки чекаме Врховен суд, дали на СЈО ќе му се даде, дали ќе може да биде доказ или не. Пазете, Основен суд, Апелационен суд, Врховен. За се ние чекаме нешто и све се стои. А за економскиот дел, еве го колегата Трповски, како ова се одразува на економскиот аспекти на развој на држава. Кристијан, ние сме разговарали за ова повеќе пати. Во овој момент, денес, во кој што се наоѓаме, во ваква ситуација, нема внатрешни потенцијали во Македонија кои што може да одржат пораст на бруто домашниот производ. Ние сме тргнати во една насока. Процесот е во една насока. Економијата е тргната во една насока. И јас не мислам дека приватниот сектор сам по себе има доволно капацитет да овозможи пораст на бруто домашниот производ. Дотолку повеќе што во овој момент денес ние немаме здрава институција. Не само институција како што се министерствата, толку институции како во смисла на закони. Во областа на законите кои што ја регулираат економијата, сите закони се толку многу менувани и толку многу дефектни што представуваат дополнителен проблем за бизнисот. Законите од областа на даноците се толку многу нејасни во моментов, што повторно представуваат проблем за бизнисот. Основен предуслов за да предприемачите, бизнисмените да инвестираат е да имаат здрави институции, кои што се основата на бизнис климата. Кој би инвестирал во Република Македонија во една ваква ситуација? Кога едноставно сите институции се дефектни. Дотолку повеќе се вмешам малку. Ние ја детектираме цело време состојбата. Како ќе ја промениме состојбата? Тоа е клучното што го очекуваме да го чуеме. Сега тоа сакав да го кажам. Значи, единствен начин ние да ја сопреме ваквата ситуација е формирање на влада. Влада, која што еве ќе зборувам за економскиот дел, треба да направи ресет, значи да ја ресетира прво фискалната политика, да ги утврди приоритетите, затоа што постојната фискална политика години наназад се покажува дека е многу неефикасна. Ние што ги викаме фискални мултипликатори се негативни. Значи сето она што ние го трошиме од буџетот, не само што не придонесува кон економскиот раст, туку и негативно делува. Парадоксално, но капиталните инвестиции што ние наназад години ги имаме од буџетот, има негативен мултипликативен ефект. Зошто? Затоа што многу пари од буџетот се плаќаат на фирми кои што се надвор. Реалните ефекти не се во македонската економија. Едноставно парите ја напуштаат земјата. И нешто што е многу битно, мора да се врати, односно Министерството за економија да го добие вистинското место. Мислам дека од 2008-2009 година Министерството за економија всушност ја изгуби својата улога во владата на Република Македонија за сметка на Министерството за финанси. А Министерството за економија е тоа кое што
мора да се грижи за реалните состојби во земјата. И е клучно министерство. За жал, еве денес, направете една анкета, ќе видите, прашајте ги кој е министер за економија, нема да знаат кој е министер за економија. Во услови на криза во кој што се наоѓаме денес ние, министерот за економија го нема да излезе со било каква мерка која што би поддржал, еве, текстилна индустрија, има пад на индустријско производство, да излезе да каже некоја мерка што планира, како, ако е технички министер, има обврска да постапи во овој момент. Особено што министрите се од ДУИ, ќе се вмеша малку, па тие би биле дел од идната влада, како и да е. Така е. Мислам, тука имаме еден политички моментум кој што очигледно не го користат министрите на ДУИ во овој момент. Политички парадокс. Зошто? У парламент се опозиција, а у влада се позиција. Грешка. Ајде Хајредин. Па видите, пак ќе вратам на реалноста. Не дозволил Никола Груевски да функционира министер од ДУИ. Никако. Не случајно тој министерот за економија албанец, тој веднаш донесе свој заменик македонец за економија одговорен. Да воопште да не комуницира со албанецот. Ние сме имали способен, писмен министер за економија. Не, добро, во ред, но тоа Груевски е виновен за тоа што му ги зема ингеренциите, Груевски е зошто виновен. овој не се борел за своите ингеренции? Тука ми е мене прашањето. Како е регрутиран тој? Па што барал да биде министер ако нема ингеренции? Па има интересен лични. Привилегии има. Еве, видовте од свадба колата со све тие од невестата кај Министерството за економија. Читавте или не? Службената кола. Да, паркирана тоа со она што ги красат колите со невестата. Таму пред Министерството. Па бил во свадба што? Од свадба се вратил. Од државен трошок. Луѓе, овај студентот овде што ги поставува. И ова професорот Давидковски, ние овде за состојбата во која се наоѓаме, виновниците имат и име и презиме. Тоа е моментално раководството на ВМРО ДПМНЕ на чело со Никола Груевски. Тие се во состојба, како што гледате, не 10 дена, него на неограничено, така го толкува деловникот. Чадиковски ти сугерирам да најдеш еден автор што го пишувале деловникот, дали може да предпостава дека во оваа држава ќе дојдат неморални и ненормални луѓе да успеват и 100 и 200 дена да дискутират процедурално, без да го утврдат дневниот ред на собранието. Колку тој човек мисли за она што е загрижен земјоделците или студентот што ќе биде со економијата. Во моментот тој уште ги држи полугите на власта и не сака, знае дека кога ќе му паднат од рацете, каде ќе оди. Значи ситуацијата е многу по-драматична. Треба да се надмине оваа состојба. Може, значи имаме 69 пратеници кои се слагат за влада, се борат за унитарна држава, тие што со 42,5 пратеници викат имаме мнозинство, унитарна граѓанска држава, оди па ја гледа националната структура на гласачите. Го има ли тоа негде во светот? Дека во тие 42 имало мало повеќе македонци, а ваму демонстрира на улица заедничка држава унитарна. Темелот на унитарноста го нема доколку... Чарето кој е според вас? Да се формира влада без мандатот Иванов? Не, влада вака, ја ова смело ќе кажам. Овој народ го избра тие пратеници, сега јас колку сум информирам и сите ние овде. Тие, ја ако се плашам да влезам, а тој мора да влезе у парламент и да формира влада, ако не, треба да решат не можеме. Инаку, што ќе се случи? Овде се подготвуваат да одат тамо и да убиват овие од улица.
Па ако дојде тој прво нема веднаш да убие, нека ќе го удри некој шамбар, па нека тој настан нека се доживува, инаку вака не може. 10-11 дена помина со тенденција да никогаш не престане и да се повикуваат на демократско право на дебата. Без крај. А дали пораките што ги добиваме од странците одат во насока на тоа дека Македонија треба да формира влада, дури и без да го има мандатот? Хередини Давидковски. Ова санкции спомна вчера Стејт департментот. За лицата, а лицата се Ѓорги Иванов и Никола Груевски, за лицата кои обструираат сега процесот на формирање на влада, спомна ќе бидат и санкционирани. Добро, Давидковски. Јас мислам дека доколку се направи дека парламентарното мнозинство изгласа влада, како што е расположението, јас мислам одма легитимитетот таа влада ќе го добие и од Европската унија и од САД. Мислите ќе биде признаена владата како легитимна? Видите, у светот тоа е абецеда. Штом легитимитетот го добива од битните фактори, сепак ние мислиме дека сме многу паметни, ама секоја сме едно предградие на било кој град, 2 милиона сме. И дали сме 2 милиона? Паметни и силни, мислам. Мислам дека штом да се направи влада, одма ќе го се добие легитимитетот и со тоа мислам дека сите тензии ќе спласнат и едноставно ќе може да се почне нешто да се работи, но повторувам. Потоа ќе треба да се изврши трансфер на власта, што исто така ќе биде нов проблем. Трансферот на власта ќе биде уште потежок проблем, а најтежок проблем ќе биде департизацијата на институциите да се направи. Добро, тоа е веќе долгорочен еден проблем кој што не можеме да кажеме дека за еден месец или за 10 дена може да се изведе. Тука и дубиозите ќе испаднат, економистите поубаво од мене знаат колку должиме, што должиме, на кого должиме и така натака. И тоа ќе биде вражја тешка работа на новата влада, која што во иднина ќе треба со многу предизвици и услови, да не забравиме, сепак 51 пратеник да имате опозиција. Во тие услови што согласно нашиот деловник, кој што каже господинот Хередини, постојат низа членови каде што може за било кое прашање во бескрај да се иде, да се дебатира, да се блокира работата на собранието и така натака, така што многу големи предизвици очекуваат новата влада. Да сте вие советник на Заев, би му препорачале да оди да формира владата, не знам, во Холедин, например, или било така? Јас уште на 30 декември реков, ако кој има парламентарно мнозинство, без разлика дали ВМРО го имаше или СДС, да го има, веднаш требаше да формира, без разлика дали има мандат или нема, требаше да се формираат влада и таа влада легитимитет ќе добиеше и немаше овие 4,5 месеци да ги изгубиме, немаше да дојдеме до ова ситуација да локалната власт комплет, пазете, со устав е загарантирана локалната самоуправа, ние тотален хаос направивме. Се работи за основни училишта, средни училишта, примарна здравствена заштита и да не зборувам така бизнисот каде што треба да градат луѓе дозволи да земаат тоа, све што е во надлежност на општините, комплет сега ќе застане, комплет. Добро. А изборите може да се спроведат час поскоро. Ве молам микрофонот во тој дел тамо кај студентите од таа страна, исто сака да постават некој прашање, после ќе идеме и тука, да. Добро вечер, јас сум студент од Економскиот факултет на Скопје и сакам да поставам прашање, значи каде го гледаат излезот на политичката криза и дали некој ќе сноси одговорност за сите тие злоупотреби кои се правни, економски и исто така цело време, значи зборуваме за без ингеренции донесување одлуки, па се надевам дека тоа некако ќе се санкционира со цел во иднина, значи да не се на народот да му укажеме дека нема тие работи, политички ситуации да се повторуваат, за да биде сигурен во нешто и да можеме да трнеме напред.
Па реков да профункционираат институции, да се направи влада, департизација на постоечките институции и едноставно да земе од почеток да се почне да оно што е зацртано во уставот, законите, надлажностите, тоа да земе да се спроведува. А оние кои што претходно работеле КОР, затоа има па други институции кои што дали ќе се бара некој друг вид на одговорност, политичка, кривична и така натака, тоа е веќе пак повторам, тоа институциите треба да го решат и во рамки на институции да се рече. Кампања ако се прави, најлошо работа ќе биде сега нова влада, па ајде сега кампањски сега да идеме по старите. Тоа е фактички дел од македонскиот фолклор. Ние секој пат така правиме. Ние имавме 2002, ја пошто административно право правам, 2002 година имавме 4000 луѓе раководни државни службеници беа тргнати, 2006 година исто така 4 до 6000 раководни државни службеници помина. Ние не сме богата држава, толку да експериментираме со кадар, кој што еве, вие млади кадри сме инвестирале во вас, ќе добиете некој статус и ради тоа што сте биле вработени во некоја друга политичка гарнитура, да бидете деградирани и така натака. Сепак тоа е голем луксус за една сиромашна држава како Македонија. Али повторувам, треба да направиме институциите сами да се принципот на законитост, да бидат сервис на граѓаните, а не да бидат сервис на актуелната политичка власт. Се дур се сервис на актуелната политичка власт, ние вака ќе уште повеќе ќе тонеме. А во делот на казнивоста и неказнивоста што го споменува студентот, како гледате на овој пресконференцијата на State Departmentот или изјавата на State Departmentот во врска со тоа дека македонски политичари ќе треба да се соочат и ќе се соочат со одговорност во содејство со европските институции? Видите, State Departmentот, они се многу практични американците. Они ќе земат 10, например, топ политичари од Македонија, ќе ги стават на црна листа, нема да ќе им замрзнат сметки ако имаат поддржави и така натака. Мене ми е страв Европа што ќе преземе. Европа која ќе преземе, ако не стави, например, не се одземе кандидатскиот статус, тогаш сите ние ќе одговараме. Граѓаните на Македонија, ако веќе и сите земји членки и кандидати што се еве, например, Србија, кај што имаме со лична карта одиме, Албанија со лична карта одиме, Косово, кој што и аплицираат за европска, тие ќе мора да ни воведат визи тогаш. И тогаш ние ќе станеме на вистина слепо црева на Балканот. Не бизнис, граѓаниве не може на 200 километра цела држава ние, само тука ќе може од Табановци до Богородица, до Гевгелија, тоа ќе ни биде шетањето. Затоа што Европа, ако ви се одземе статусот, тоа се знае што се подразбира. Политичарите можда ќе бидат санкционирани на некој начин, али битно е граѓаните што ќе бидат санкционирани. Ова беше нешто како последен повик од State Departmentот, може така да го квалификувате? State Departmentот, они таргетирано, они кажуваат на оние кои што се сега политички фактори, кои што не сакаат да се згасне кризата, тие ќе бидат, на нив ќе биде ставен фокусот и едноставно се знае. Забрана за движење во САД, блокирани сметки и така натаму. Али мене повеќе ми е страв што Европа ќе преземе, бидејќи Европа нормално нешто ќе треба да преземе, а во случај не дај Боже да го изгубиме кандидатскиот статус. Да, благодарам. Ајде ве молам тука микрофонот во делот тука кај студентите. Имаме уште едно прашање во овој дел. Дајте ми мене. Вајде Европа ќе се задржи само на тие 10 на мајко. Повелете. Добро вечер и од мене. Јас исто така доаѓам од економскиот факултет во Скопје. Ќе одам со едно по-конкретно прашање до професорот Предраг Трпески. Мене ме интересира состојбата со неравномерноста во распределбата на доходот. Дали сметате дека големата неравномерност во распределбата на доходот се должи на неефикасноста на механизмите за редистрибуцијата на доходот, односно даноците и социјалните трансфери, со оглед на тоа што дека од 2010 година кој што имаме постојан податок од Светската банка за Джини индексот, дека беше 45. И тоа без корекција од даноците и социјалните трансфери, а со корекција исто така не се промени многу ситуацијата. Значи, дали се неефикасни даноците и социјалните трансфери и дали треба да има некаква промена во тоа. И едно друго прашање,
многу кратко, Македонија неколку години назад креираше, каков тако креираше еден имидж на земја каде што има ниски даноци, ниски трошоци и привлекуваше инвестиции, ако најмалку инвестиции имаше во регионот, но дали го наруши тој имидж со ова политичка криза? Благодарам. Ќе бе малку пократко да не сосема на кратко. Македонија доста лошо стои во поглед на нееднаквоста во дистрибуцијата на доходите. И Светска банка излегува со податок дека Джини индексот е Джини коефициентот е 0,42 или индекс 42. Треба да знаеме дека тоа е вкупната нееднаквост кај дистрибуцијата на доходите. Кај платите, дистрибуцијата на платите е нешто помала. Што значи дека нееднаквоста доаѓа од другите доходи, профити и слично, значи што се остварува, и тука веќе ние дебело каскаме дури зад некои балкански земји. Лично не сметам дека со промена некоја во даночниот систем, особено кај персоналниот данок од доход, може да се направи некоја поголема промена во нееднаквоста на дистрибуцијата на доходите, туку промена во нееднаквоста на дистрибуцијата на доходите може да се направи во реалниот сектор, значи исклучиво во сферата на реалниот сектор со покачување на платите и со прераспределба на доходот преку буџетот, односно зафаќањето на средства и нивната прераспределба. Ние точно така дека и де факто значи според нашите закони сме земја која што има ниски даноци. Го уведовме тој данок од 10%, но што се покажа? Нискиот данок не е основниот предуслов за инвестиции. Значи, ако сакате да ги поттикнете бизнисмените да инвестират, вие мора фронтално да ги нападнете сите индикатори кои што ја создаваат бизнис климата во една земја. Џабе ќе ги намалите даноците, вие може и данокот кај нас да го намалите на 5%, рамен данок, дали ќе биде тоа данокот на добивка, дали персоналниот данок од доход, но ако имате коруптивна јавна администрација, ако имате неефикасна институција, ако имате нестабилност, политичка, социјална, етничка, надворешна нестабилност, ако имате многу лоша структура на пазарот на трудот, ако имате лоша инфраструктура, крупна инфраструктура, која што им треба на бизнисмените, тогаш бадијал имате ниски даноци. Со ниските даноци, ние што направивме? Со ниските даноци, бидејќи имаше многу голема сива економија, ги зголемивме буџетските приходи. Но и тоа има крај. Затоа што до определен моментум е така. После определен моментум кога ќе се намали сивата економија, кога ќе почне да плаќаат даноци, веќе имате обратен процес со нискиот данок, и тоа економската историја го познава, во други земји се случува. Може само малку краток коментар вам. Да, кратко во делот на ова, само околу фискалната политика. Основен проблем е што нашата фискална политика, не навлегувам во данокот на ДДВ-то, тоа е едно добро решение. Рамниот данок е недобро решение, меѓутоа воопшто нашата фискална политика не е насочена во правец на стимулирање на инвестициите. Во делот на да ги на некој начин индиректно ги натера стопанските субјекти да ги инвестираат и да ги пуштат парите. Рамниот данок или 10% данок од добивка за мала држава како нашата, тој е погубен. Мислам, ако вие на времето, ако се сеќавате, имавме 3 или 4 категории, имаше различни... Кај персоналниот? И кај персоналниот данокот, а данокот на добивка беше малку поголем. 15%. Така, 15%. Меѓутоа, реинвестираната... Така, меѓутоа не профункционира реинвестираната добивка. Вие и денеска имате смешна ситуација, имате добивката, инвестирате оваа година, ама имате право да ја вратите до година. Мислам, кога веќе има многу, значи целиот тој систем не и уште еден проблем, што нашата економија и зафаќањето од економијата, без разлика колкави се, не е доволно голема или не е доволно јака да ги покрие сите оние трошења што ни се случуваат. И тука е, кога имате вие поголем излез од влез,
Ќе направиме една специјална емисија само за економијата. Сега треба да ја завршиме емисијата онака како што ја почнавме. Ќе ве молам микрофонот со завршен коментар за земјоделството, бидејќи тука вие сте наши почесни гости. Повелете. Поздрав до ценетите гледачи, поздрав до водителот, до гледачите, а посебен поздрав оди до тие што не следат зад завесите. Тие кои што се одговорни за нашите субвенции кои се прокламират за успешни бизнисмени, земјоделци и така натаму. Јас сум Бедри Ајдари, сточар кој спаѓам под подрачната единица Чаир и сакам да ги искажам нашите проблеми. Значи, поаѓајќи од изјавата на вашата колешка која беше пред Министерството за финансии, кои се одважиле за како беше не смелоста. Не се осмелиле да ги исплатат за тоа што можеле да бидат санкционирани или така натаму. Ако е така, нека не се осмелуваат и нивните плати да ги земат, па да видат каде ќе води тоа и на нивните колеги и на тие сите кои што земат плати и кои што живеат од некаков профит или од нас. Ние немаме никакви други приходи, а се соочуваме со разни проблеми. Ние сме задолжени кон другите, кон земјоделците, кон задругите и така натаму и ги очекуваме, пошто има програма за субвенционирање на земјоделците. Бараме веднаш, апсолутно веднаш, да не ги исплатат субвенциите, пошто ние од тоа живееме. Доколку тоа не се направи или ја префрлуваат топката Министерство за финансии, Трезор, го повикувам Трезорот да се отрезне и веднаш да ги исплати обврските што ги имат кон нас. Нас не интересира која ќе биде следната влада. Што побрзо нека се формира влада, ако така треба да биде, нека се формира влада и нека ни ги исплатат обврските кон нас. Благодарам. Господин Ајдари, ви благодарам за ова што ни го кажавте. При крајот на емисијата сакам да ги видам поентите од денешната емисија кои ги спремивме во текот на оваа емисија. Сакам да живеам во држава кај што буквално нема да ме интересира кој е премиер. Нашите политичари очигледно немаат политичка култура, нема политички диалог, нема разговор. Едноставно толку самобендисаност од сите, да некој да и позиција и опозиција и така натака, така што секој се закопани во своите ровови. Во моментов имаме една влада, каде што ако се техничка влада, каде што ако се вратиме наназад, нема влада која што имала помалце економисти. Практично во оваа влада имаме само еден истурен економист, тоа е министерот за финансии, кој што и самиот влегува во спин. И не знам, неговите изјави што ги слушаме, неговите потези, не кореспондираат со реалните економски текови. Во моментот сега овде државата е заложник на таа гарнитура партиска која ги држи полугите на власта во моментот и не дозволува да професионират институциите на системот и политичкиот систем да се тркала онака како што е практика во цел свет. Да, почитувани панелисти, ви благодарам што бевте дел од 24 и отворено. Публика, ви благодарам што бевте и вие тука во нашето студио и што бевте така активни. Честниот човек во своите чекори е сигурен, а тој што оди по крив пат ќе биде откриен. Вели една стара библиска изрека. Се надеваме дека парите кои секојдневно ги чекаат пред банкоматите ќе стигнат во вистинските раце, во рацете на честните и работливи граѓани. Почитувани гледачи, пријатна вечер.